Добро е за целиот демократски свет Украина да ја добие војната со Русија, велат познавачите на приликите. Во спротивно сметаат дека руските закани и влијанието на официјална Москва може да станат се поголеми. Воениот аналитичар Методи Хаджијанев со Гласот на Америка вели дека тоа е реално. Јас мислам дека тоа е реално и дека не смееме да се подигруваме со тоа, затоа што видовме дека се е можно кога е во прашање Путин. Затоа сметам дека сите оние стравови или најцрни сценарија треба да се земаат во предвид и да бидеме подготвени, бидејќи ако не сме подготвени за тоа, времето кое ќе треба да реагираме ќе биде многу кратко и нема да можеме да изреагираме онака како што сакаме да изреагираме. Ако Русија ја добие војната, тоа ќе биде ветер во грб, односно ќе ги зголеми апетитите, но оние внатрешни сили кои се анти-ЕУ и анти-НАТО расположени, ако и ги експлоатираат сите слабости присутни на внатрешен план, додава тој. Москва дефинитивно ќе го поддржува, меѓутоа тоа го прави на многу ефтин начин. Не го прави без некакви си посебни напори. Значи тоа е едноставно само ги користи сите внатрешни слабости и ги врти против вас. И на тој начин ја еродира целата безбедност, значи го инхибира системот од НАТО. Но заменик амбасадорот на Германија во Северна Македонија, Ото Граф, вели дека војната може да има политичко влијание врз регионот. The war of course had political consequences. Ова ќе има политичко влијание бидејќи Северна Македонија е дел од земјите кои вложија многу напори да дадат помош на Украина и ова секако ја зајакна позицијата на земјата во контекст на НАТО. Од друг аспект, многу од компаниите своето присуство од Украина требаше да го префрлат во други делови, така да некои од нив одлучија своето производство да го префрлат и во Северна Македонија. Војната има влијание во многу повеќе аспекти и ако се оди од едно на друго поле, може да се забележат повеќе влијанија. Коментирајќи го текот на војната, Хаджијанев вели дека од она што сега се случува може да се очекува речиси се, од тоа дека војната ќе продолжи и ќе ескалира, доколку НАТО и сојузниците решат дека треба да ги стегнат педалата на гасот и да дадат сериозна поддршка на Украина. Доколку тоа не се случи, Украина е пред колапс, особено заради тоа што се она што се вети дека треба да се испорача на Украина, половина од тоа е само стигнато во Украина, половина од тоа што е стигнато има сериозни проблеми околу прилагодувањето на потребите и начинот на војување на украинските безбедносни и одбранбени сили. Од друга страна, вели тој, Русија користи различни манипулативни техники. Користејќи корупцијата, искористувајќи алчноста и секако не единството во дел од европскиот табор, со што всушност успева да пробие низ тие меѓупростори и да создаде алтернатива за да се адаптира и да ги анулира сите своји слабости. На тој начин таа сепак покажа дека е сериозен и голем противник кој демне е врз безбедноста на Европа. Доколку тоа така остане и доколку така продолжат работите, најверојатно многу брзо ќе го видиме крајот и најверојатно ќе има некако си примирие во кое што погубно ќе биде за украинскиот народ, а тоа е губење на дел од територијата. Војната во Украина досега одзеде илјадници човечки животи. За Гласот на Америка, Мики Трајковски.